Државна тајна по законот за класифицирани информации значи дека објавување на информации што се класификувани како државна тајна може да направат трајни штетни последици врз државните интереси на Република Македонија. Овој процес уште трае, пред нас предстои референдум, пред Грција предстои ратификација. Објавувањето на ставови и преговарачки позиции може да наштети на овој процес. Апсолутно треба да разговараме за се, меѓутоа затоа постојат законите, затоа постојат процедурите. И јас искрено мислам дека не беше во ред подготовка на седница што во догледно време ја подготвувавме, се знаеше дневниот ред, зошто овие материјали не беа заедно подготвени претходно како материјали за седницата. Зошто тоа мораше да се направи 5 минути по утврдувањето на дневниот ред. И истовремено во тие материјали, инаку јас не знам за какви материјали се зборува. И тоа исто така ме доведува во непријатна ситуација. На првиот состанок од јануари ние немавме белешка. Разговаравме на тој државно политичко партиски врв и немаше белешка, немаше договор за белешка. Кој ја направил, како ја класификувал, како одлучил кому да се додели. Ние во Министерството немаме добиено материјал од лидерската средба од јануари оваа година, 2018 година. И мислам дека е некоректно за вакво прашање, во ваков момент, ние ден и пол да губиме со вакви работи. И во крајна линија, со голема надеж бев дека ќе успееме да се дигнеме на предизвикот и на одговорноста што од нас се бара. За жал, мислам дека ќе мора многу поискрено меѓу себе да разговараме. Јас сум спремен да дадам отчет пред институцијата, пред граѓаните, пред јавноста, меѓутоа од овој тип надмудрување за вакви прашања, тоа е како болеста да бара отчет од лекувањето, до каде е лекувањето. И ќе бидам многу искрен и одвај чекам да дојде моето експозе и ќе бидам многу отворен, бидејќи време е нештата да ги кажуваме со вистинските зборови. Овој упад, оваа саботажа, јас ја доживувам пред се како граѓанин, после како министер, како антидржавен потек.